Во преполната сала каде се одбележаа 5 години од подкастот Лазаров, атмосферата достигна врв кога на сцената се појавија Тино и Атанас. Комичарското дуо кое изминативе години стана синоним за хумор и оригинални сценски настапи. На гламурозната манифестација Лазаров Awards тие не беа само гости, туку активни учесници. Како и секогаш, се представија со краток стендап настап, што предизвика вистинска еуфорија кај присутните. Со својот автентичен стил, прецизна комична синхронизација и способност да се смеат на своја и туѓа сметка, Тино и Атанас уште еднаш покажаа зошто се меѓу најбараните имиња во светот на живата сцена. Во нивниот краток, но силен сегмент обработија теми од секојдневниот живот, со фокус на менталитетот, навиките и сите недопишани вистини со кои публиката лесно се идентификува. Нивниот настап беше пречекан со гласна смеа и долги аплаузи. Доказ дека хуморот кога е искрен, интелигентен и добро структуриран, секогаш ќе има моќ да ги поврзе луѓето. Тино и Атанас замина од сцената и со признание за турнеја на годината, кој им беше врашено за нивниот хит програм Надпросечен македонец. Оваа стендап представа беше изведена низа пати во Скопје и неколку пати во Германија, и секоја вечер, без исклучок, предизвикуваше распродадени сали и стоечки овации. Надпросечен македонец не е само шоу. Тоа е огледало на нашата реалност, искривено токму колку што треба за да не натера да се насмееме, но и да се запрашаме. Во времење на предозираност со банални содржини, Тино и Атанас донесоа хумор со смисла што навистина се памети. Не треба да се заборави и блиската пријателска и креативна врска помеѓу Тино, Атанас и Стефан Лазаров. Со години се поддржуваат меѓусебно како дел од истата генерација која редефинира забава и медиумот во Македонија, од интернет платформи до живи настапи. Соработката меѓу нив е искрена, природна и базирана на заемна почит и љубов кон публиката. Настанот уште еднаш потврди дека Тино и Атанас не се само комичари, туку културни гласници на новата македонска сцена. Тие успеваат да го обединат традиционалниот хумор со современи теми, со директност и шарм што ги прави достапни за публиката од сите генерации. Со Надпросечен македонец зад себе признание во рака и нови проекти на повидок, ова дуо покажува дека смејата не е бегство од реалноста, туку начин да ја разбереме подобро. И кога ќе ја разберат, Тино и Атанас знаат како да ја претворат во нешто што ќе го паметиме долго и ќе го раскажуваме со насмевка. Ги прашавме избор 2 за Стефан Лазаров. Дечки, здраво! Како сте прво и како си поминувате и кои се впечатоците до сега и кои се очекувањата уствари до крајот на вечерта? Искрено очекувањата беа да го лапнеме станот, ама според сите работи што ги видов до сега, станот ќе оди во други раце и се радувам за тоа. А ние сме окей со гумите. И со гумите, 2 за тебе, 2 за мене, а сакавме и мобилниот. Не, добивме 4. Не 4. Една гума добив. Земи ги. Ти гумите се дава. Една гума? Да, се дава 4 гуми на 4 различни луѓе. Што ќе правите со една гума? Ќе ја продаеме најверојатно и ќе поделиме парите. Валјда или имаш некој друг план? Имам план. За бадник да ја запалиме ако сакаш. Како environment. Добра идеја. Да таман ќе дојде во целиот. Environment friendly, да. Искрено супер си проаѓаме, само се разочаравме дека нема јадење. Ја дојав мртов гладен. А ти мислеше на свадба идеш? Да, така ми рекоа. Како ти се јаде, кажи, не се срами, викам, мртви гладни сме, немам јадење. Па види, за парите што ги платив за да ја зееме наградата, бољи на свадба да идев. Значи плативме пари за наградава, кој е најбољи другар да идам на свадба. А што награда земавте, ќе ни споделите? Кај е најдобар другар. Уплико. Награда е една од измислените. Ова сега хајп телевизија. Затоа би хеј, што правите добро си пројдовме. Не дека хајп, малце дека хајп, не. Извини. Нема гајле. Извини. Тоа сте вие. Остави ги. Награда, каква награда земавте? Не, за мене ни прочитав. Мислев Игор Џамбазов на годината. Не, земавме за стендап турнеја на годината, за Надпросечен македонец. Ова е тоа што го правевме. Сгазивте. Сгазивме, да. Сгазивте. А знаеш дека не се заблагодаривме на луѓето кои што беа дел од Надпросечен, не. Стварно? Да. Многу ми е криво. Ке има ли уште Надпросечен? Надпросечен заврши, отиде во историјата, сега има нов стендап, нов материјал, се пишува, нов албум се спрема и ќе го чуете сите во ноември. Да, од септември натаму тргаме истиот круг, германска турнеја, па Македонија, пак голем настан како лани, па после македонска турнеја и со Господ напред. Истиот круг што го поминавме се. Што сега прв пат дознав дека сум верник.
Ради Господ напред. Да. Да, ама знаев дека Што преш утре? утре што е? Недела. Недела, се знае недела што се пре. У црква. Тачно. Дали мислите дека Лазаров Awards ќе е новото златна бубамара? Не. Не. Од Не. која причина? Па затоа што е различно, прво како манифестација е различна. Овај Можеби ќе расте? Ама ако добро е да расте, ова ќе си биде секогаш Лазаров Awards, бубамара секогаш ќе си биде бубамара. Има како не знам тоа како да споредуваш два фудбалски клуба. Тоа се два фудбалски клуба се бават со истата работа, ама се различни Не, кога да споредуваш фудбалски клуб со ракометен. Па може и така, да. Така е, тоа е различно и мислам дека реално никој од нас не треба да се стреми Да биде нешто посебно и потреба така што да е се го нешто. Најверојатно инспирацијата и потребата за настанот на Лазаров му е од некоја претходна манифестација, дали е тоа златна бубамара или некоја, што е сасвим окей. Супер, одлично, да. Времето да иде напред, да се инспирираме едни од други, да се инспирираат манифестации едни од други. Секако оваа манифестација нема да пречи на таа и таа нема да и пречи на оваа. Туку добро е да има што повеќе настани и работи што се случуваат во оваа наша држава. Добро е да мрдне Македонија. нешто, затоа што Лазаров мислам дека и он како човек не се бори за тоа да биде како нешто, него се бори да направи нешто што фали, што е многу болji поглед на кој што се собираме ние што работиме и што се дружиме од не знам како се вика естрада или Мисле во однос на популарност. сцена. Мисле во однос на популарност дали Лазаров Awards ќе достигне популарноста на златна бубамара, можеби во однос на посетеност и во однос на Тоа ќе видиме, ама нема врска. Јас мислам дека секогаш ќе бидат посетени и двете. И освен ако не се погодат во ист ден. Види, многу е тешко да кажеш кога тоа е да прашаш као глуп пример, као дали новите македонски народни приказни ќе бидат добри како старите со Ѓорги Колозов, со Ванчо, со Гоце. Нема да бидат такви. Но ќе бидат добри на свој начин. Така мислам дека и оваа манифестација Сигурно. ќе биде добра на свој начин, ќе има посебен вајб, посебен шмек. Чим сме тука, сигурно преска Стефан ми вика паника, трема, му викам дечко, гледај кои све луѓе дојдоа за твојата манифестација. Значи тоа е доволен доказ за тебе дека ова што го правиш е окей. Така треба да има што повеќе манифестации кај што ќе се собираме, ќе се дружиме и ќе се цени македонската уметност и македонската култура. Дали сметавте од самиот почеток на Лазаров и неговиот YouTube канал дека ќе стигне до овој степен каде што е сега? Кај е стигнат? Па еве, да организира манифестации и да има посетеност на неговата манифестација и 5 години нели да слави од неговата YouTube кариера. Па секоја чест, ја не очекував искрено. Ја прошлата недела бев на Не, свадба овде и се боље беше. Се шалам, нормално е да напредува. Аллах да му е, ова е таско. Голем респект за него. Дека там баичката ладно е. Еве, завршуваме за кратко. Ќе ни ја покажете ли последната слика од галерија што имате во моментов? Прво да видам која е. Не. Последната No cheating. од галерија. Од телефон. Во прашање не сум добил од Да, може да ви покажам. Па добро, таман. Не, нешто. Господе Боже, како бакнеш, Добра инфлуенсерка. се сликал. бакнеш Лека го се сликал. на смртта. Срамота е ова. Заврши манифестацијата, сите излегуваат. Има ли некој најчуден муавет што сте го слушнале, чаршиски да речеме муавет за вас што до денес не можете да поверувате дека нешто такво било кажано за вас? Извини, Димитар Атанасовски ми изборишете, може ли женот прашање? Го слушна он? Да, бе, ја го слушнав одговорот. За да размислам. Не, ја го слушнав. 7. Што беше прашањето? Дали има некој најчуден чаршиски муавет што се го слушнале за вас? Не сум бил одамно чарше. Ќе одам утре и ќе се распределам. Ја ја слушнав еден учарше муавет за нас. Шо? Бјук дуња карша, идам. Да, ама не го разбрав Еве, бидејќи беше на друг јазик. Да. Да. Супер, фала ви дечки. Фала ви на Фала што ме вас. поканевте.